Неделната прошетка на еден возрасен делчевец му го загорчила животот, бидејќи на улица го пресретнале измамници и му зеле 1000 евра од неговата заштеда. Настанот се случил вчера во Делчево. Двајца измамници наводно побарале помош од 70-годишниот НБ да посведочи за нивната меѓусебна позајмица за подоцна да го олеснат за 1000 евра. Се започнало кога двајцата го прашале старецот каде има продавница за автоделови за да купат некаков дел, бидејќи имале сообраќајна незгода, а едниот возач требало да му исплати 100 евро оштета на другиот. Откако стапиле во контакт со пензионерот, побарале тој да биде сведок дека едниот му дал 100 евра на другиот. Штом виделе дека делчевецот загрезал на мамецот, еден од измамниците го прашал БН дали има евра во него да му покаже како изгледаат, бидејќи тој во животот немал видено таква банкнота. Понатаму, плетејќи ја мрежата за да го фатат наивниот пензионер, измамниците му ветиле богата награда ако им покаже повеќе банкноти, бидејќи едниот од нив сакал да му продаде скапоцен часовник на другото лице за сума од 3500 евра. Па откако ги земал парите за часовникот, ќе му ги вратил неговите и плюс за услугата ќе му подарил 2 мобилни телефона. Жртвата се полакомила, отишла во банка, извадила 1000 евра и му ги дала на тој што не ги разбира еврата. Потоа уште еднаш вешто го излажале и исчезнале. Откако стариот делчевец осетил што му се случило, пријавил во полиција, од која очекува да ги фати измамниците. Ова е само најновиот настан кој алармира дека се живее во време на многу опасности. Во Скопје се актуелни киднапирања на малолетни деца кои може да се прошират и во периферијата. Кражбите добиваат загрижувачки размери. Во сите тие ситуации најзагрозени се немокните, особено пензионерите кои по дома се уште чуваат по некоја бела пара за црни денови.